Повеќе од половината жители во руралните средини одат на шалтер за да ги завршат административните процедури. Иако после пандемијата дојде до зголемено користење на онлайн услугите, вклучително и на плаќањето режиски трошоци, оваа ситуација не се пресликува во руралните заедници. Тоа го покажало последното истражување на Рурална коалиција спроведена во 3 општини. Само 4,5% од населението во руралните средини се информира за работењето на општините преку нивните веб страни, велат од Рурална коалиција. Она што кај населението руралните средини се уште превладува е ниската доверба во електронското издавање на документи, всушност и ниската доверба во самиот систем на државата. Од друга страна, исто така се истакна дека се уште нема доволна навика или доволно познавање на услугите кои што ги нудат општините, не особено по електронски пат. Од друга страна, тука е и нискиот степен на развој на локалните услуги во руралните средини, недоволно развиената ИКТ структура и недостиг на човечки ресурси и опрема. Со дигитализација на општините би се намалила и корупцијата и барањето врски да се заврши некоја работа, велат од Рурална коалиција. А особено беше, да речам, загрижувачки фактор што над 40% истакна дека за да завршат одредена услуга во општините сепак имаат своји познаници, роднини и слично, и дека тоа е наједноставниот начин како може да ја завршат услугата за која што дошле. Но истакна дека дигитализацијата пак всушност ќе биде еден од основните начини како да се обезбеди еднаков пристап на сите граѓани до услугите кои што ги нудат локалните институции, вклучувајќи ги тука и општините, затоа што на таков начин всушност услугите, бидејќи нели се подеднаква електронска апликација подеднакво достапна за сите и не се прави разлика кој од каде доаѓа или кој со кого се познава, и на таков начин се смета дека тоа е еден од начините како да се обезбеди една брза, ефикасна и ефективна реформа на локалната јавна администрација. Брзата дигитализација е неопходна во иднина доколку сакаме развиен земјоделски сектор, велат вклучените во процесот. Дигитализацијата на земјоделскиот сектор беше повод и за јавен повик кој го распиша Министерството за земјоделство за развој на стартап бизниси за да се улесни работата и модернизира процесот во агросекторот.